Почитувани новинари, почитувани граѓани, драги претприемачи. Ова е тежок период за сите нас. Од средината на март, повеќето од нас се ги поставуваат истите неколку прашања. Како да продолжиме со работа? Како да ги зачуваме компаниите кои макотрпно сме ги граделе со години? Како да ги исплатиме платите на нашите колеги кои со годините стана и наше семејство во време на една од најголемите глобални кризи во светот? Ова се тешки времиња за сите нас, но запомнете, оваа битка нема да ја водиме сами. Ке го надминеме ова сите заедно. За да ги зачуваме работните места, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овозможни директна помош од 14.500 денари по вработен за април и мај за сите фирми погодени од кризата. Преку оваа мерка ќе може да ги финансирате потребите за платата на вашите колеги, но и да ги зачувате нивните работни места за време на кризата. Дозволете ми да одговорам на најчесто поставуваните прашања поврзани со оваа мерка. Како да дознаам дали можам да бидам корисник на мерката за финансиска поддршка на работодавачите од 14.500 денари месечно по вработен? Оваа мерка може да ја искористат сите компании кои ги исполнуваат следните услови: намалени приходи од над 30% во април и мај, споредбено со просекот од месеците во 2019 година. Да не се исплаќа дивиденда или бонуси за време на користење на мерката. Да нема над 120.000 денари нето плата на над 10% од вработените. За кои вработени може да се искористи оваа мерка? Мерката е достапна за сите вработени кои имаат нето плата до 39.900 денари. За сите управители и сопственици со нето плата до 39.900 денари. Мерката може да ја користите и за вработени кои веќе ја користат мерката за субвенционирање на предонесите за покачување на платите. Би сакал да напоменам дека мерката не може да ја користите за вработени кои користат ослободување од предонеси од проектот Македонија вработува 1 и 2 и вработени за кои ќе се користи антикризната мерка за 50% субвенции на предонеси. Како да аплицирам за мерката? Понесете барање до УЈП до 5 во месецот преку системот Е-даноци. Во МПИН образецот во полето 3.23 внесете шифра 619. Во случај да ја користите и мерката за покачување на платите, внесете ја шифрата 621. Кога ќе ги добијам средствата на сметка на мојата компанија? Средствата ќе ги добиете најкасно до 13 во месецот. Платата на вашите колеги ќе треба да ја исплатите до 15 во месецот за претходниот месец. Дали треба да ги вратам добиените финансиски средства? Средствата се враќаат само доколку остварите добивка во 2020 година. Она што би сакал особено да потенцирам е дека враќањето е максимум до 50% од тоа што сте го добиле како финансиска поддршка. За крај, би сакал да напоменам дека за користење на оваа мерка, работодавачот треба да го задржи истиот број на вработени заклучно со јули 2020 година. Мој апел до сите вас е да ја искористите оваа мерка. Некои се плашат да ја искористат мерката бидејќи се плашат од инспекции и казни. Апелирам, оваа мерка постои за да се помогне на сите работодавачи и работници, а не да им се наштети. Да изградиме заедничка доверба и заеднички да ја пребродиме оваа глобална криза. Ви благодарам.